Вика, ова е обид за репреговарање на трговските односи во светот, нешто што беше неопходно и што, иако сега за некој представува шок, за други ќе значи можност. Чекај, ова го кажува христијан? Владата. Да ти кажам сега христијан. Ова представува можност само за Америка. Иначе би требало да знаеш дека за нас не представува можност или секој нареден договор ќе биде полош за нас од овој што сме го имале до сега. Така да на ова ја не би се радувал, туку на ова би влегол во една активност да видиме што правиме. На пример, ја да бев на твое место, сега ќе бев во Брисел, ќе бев во Париз, бев во Берлин, у Варшава, у Копенхаген, Букурешт, во Будимпешта, секаде ќе бев за да најдам некоја инвестиција, некој економски модел кој што ќе обезбеди пласмани за наши производи и услуги. Наместо да идам у собрание и да одговарам на пратенички прашања и да зборам како Димче Апасиев купил подрум у зграда. Од тоа што ти го збориш, тоа немаме ништо. Вака само си правиш циркус за народ и за тоа те бива. Циркузант пар екселанс. Меѓутоа, објективно некое подобрување не видовме од твојата влада. Имаме влошување сериозно на економски план, финансиски план, безбедносен план, меѓучовечки план, на политички, на социјален, у сите можни сфери, ние имаме едно сериозно влошување на состојбите.